Гласови и букви. Гласовите и буквите се основни елементи на јазикот и комуникацијата. Буквите се знаци што ги пишуваме и читаме. Во македонската азбука има 31 буква. Гласовите се звуци што ги изговараме кога зборуваме. Гласовите се делат на самогласки и согласки. Самогласки се гласови што се изговараат без пречка на говорните органи. Во македонскиот јазик има 5 самогласки а, е, и, о, у. Согласки се гласови при чие изговарање има пречка од говорните органи. Пример, б, ф, г, д, ж, з, к, л, м, н. Согласките се сите останати гласови, кои се изговараат со помош на забите, усните или јазикот. Тие не можат да се изговорат јасно без помош на самогласка. Расказ, гласовите што градат зборови. Во едно чудесно царство наречено Јазикланд, живееа малечки звучни духови наречени гласови. Тие беа невидливи, но секој пат кога некој зборуваше, тие брзо излетуваа од устата и го носеа значењето на зборот. Секој глас имаше свој облик, некои се претвораа во букви и се појавуваа на страниците од книги, во тетратките и на таблите. Буквите беа цртежи на гласовите, нивните отпечатоци за да ги паметиме и пишуваме. Гласовите беа во две големи групи. Првите беа самогласките, нежни и отворени. Кога се изговарале, ништо не им стоело на патот. Тие летаа како птици, а, е, и, о, у. Секој збор ги сакаше, бидејќи без нив не можеше да постои. Другата група беа согласките, гласови кои понекогаш се туркаат, најдувале на пречки во устата, но со тоа создавале интересни звуци, б, г, м, л, с. Тие ги даваа силата и формата на зборовите. Секој пат кога децата зборуваа, тие незабележливо ги повикуваа гласовите. А кога пишуваа, буквите ги претвораа во приказна на лист хартија. Така, децата во Јазикланд научија дека гласот се слуша, а буквата се гледа. Самогласките пеат слободно, а согласките танцуваат со нив за да создадат зборови со смисла. И од тогаш, секој пат кога некој кажуваше нешто важно, гласовите и буквите се радуваа, бидејќи знаеа дека нивната магија живее во секоја реченица. Забавни активности. Драмски текст, тркало на буквите. Ликови Ана, Борче, Мила, учителката. Сцената започнува во училницата. На таблата има цртеж од буквено тркало. Ана, еј, погледнете го нашето тркало. Сите букви се тука. Борче, да, ама не ми е јасно. Што е разликата меѓу буква и глас? Мила се насмевнува, лесно е, Борче. Буквата ја пишуваме, а гласот го слушаме. Например, А е буква, а е гласот што го изговараме. Борче, сега ми е појасно. А самогласките? Тие се оние со кои можеш да пееш, нели? Ана почнува да пее е, и, о, угу. Сите се смеат. Мила, точно. Самогласките се а, е и о, у. Без нив не можеш ни збор да направиш. Учителката се приклучува, добро кажано, деца. А што со согласките? Борче, па тие се оние звуци што ги запираме со устата, како б, г, м. Ана, јас мислам на мт како мачес. Тоа е согласка, но без ас самогласката нема збор. Мила, ајде да играме. Ке кажеме збор и ке ни кажете колку самогласки има. Учителката, добро, прво, училиштек. Ана, у, и, е. 4 самогласки. Борче, и 4 согласки, ч, л, ш, т. Учителката, браво, дечиње. Паметни гласови, уште попаметни ученици.